Токму така во студиото го ни гостува председателот на Сдруженијето Нефрон господинот Душко Ѓоргиев. Ќе разговараме за значењето за превенцијата, рано откривање на болестите поврзани со бубрезите, меѓутоа и поддршката за пациентите кои се соочуваат со овие здравствени предизвици. Рековме, денеска се одбележува Светскиот ден на бубрегот, вториот четврток во месец март, иако можете да најдете негде на интернет дека тоа е 9 март, меѓутоа еве сепак со господинот Ѓоргиев денеска ја разрешивме дилемата. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро, поздрав до вашите и наши гледачи. Токму така, секој четврток, втор четврток во март се одбележува Светскиот ден на бубрегот. Нашето Сдружение Нефрон постои веќе 23 години. Овој ден се одбележува во светски рамки над 200 земји. Ние сме вклучени од самиот почеток, така да имаме една така подолга традиција во одбележувањето на Светскиот ден на бубрегот. Меѓутоа, Сдруженијето не го одбележува само вториот четврток во март. Ние сме активни преку целата година, затоа што тоа е нашето мото, тоа е нашата работа и поготово поинтензивни настани имаме во текот на целиот месец март. Што точно представува Светскиот ден на бубрегот? Ние кажавме, значи одбележува 20 години, почнува 2006 година, почнале 66 земји, за многу наскоро да дојде до 88 за 2 години, а вие сега спомнавте над 200. Ете така. Што точно представува овој ден? Видите, светот увидел дека проблемите со бубрезите или бубрежната слабост е глобален проблем и ако земеме во предвид дека на светско ниво 10% од вкупната популација има некаква бубрежна слабост, тогаш знаеме за каков проблем се работи и знаеме дека што може тоа да представува. Македонија не е исклучок и кај нас процентот на бубрежни некакви бубрежни заболувања се движи околу 10 со тенденција благо да расте во иднина. Денеска ќе се случи централниот настан по повод одбележувањето на меѓународниот ден на бубрегот, така што каква е денешната агенда? Меѓутоа споменавте дека и во текот на целиот месец март ќе имате активности не само во главниот град, туку и во внатрешноста во земјава. Така, секоја година Светската здравствена организација има мото. Ова година мотото е здрави бубрези за сите, да ги пазиме луѓето и да ја заштитиме планетата. По тоа мото денеска ќе имаме централен настан во граѓанскиот ресурсен центар и тука ќе бидат присутни сите кои што директно или индиректно се поврзани со пациентите со бубрежна слабост, пациентите на диализа, трансплантираните пациенти и донорите на органи и секако здравствените институции и органи кои што се директно вклучени во лекувањето на болестите, секако представници на диализните центри и ќе се разговара воглавно за проблемите и надминување на истите проблеми околу бубрежното здравје. Наравно, нема да остане раната превенција, затоа што таа е предуслов за рано детектирање и откривање на болеста кај луѓето, затоа што бубрежната болест е подмолна. Понекогаш нема симптоми, меѓутоа кога ќе дојде во она терминална задна фаза, тогаш е веќе касно и нашето мото и нашето залагање е да се што порано открие и спречи некогаш што не може да се спречи, меѓутоа да се одолговлечи, да се тој период од откривање до доваѓање во терминална фаза кога мора да се третира со диализа, да се продолжи тој период. Спомнавте дека е подмолна болест. Колку нашиве граѓани се грижат, односно колку се внимава на превенцијата на
генерално имаме некакви информации, меѓутоа посебно кога станува збор за бубрежна болница, дали внимаваат на здравјето на бубрезите најконкретно? Видете, има еден исчекор во тој правец, значи со се ова што го Сдруженијето и здравствените институции прават со кампањата што се води и за светскиот ден на бубрегот и во текот на целата година, има мало поместување, меѓутоа не е доволно. Бубрежната болест се открива многу лесно. Значи, една анализа на креатининот во крвта и уреата, веќе ќе знаеме дека нешто со бубрезите не е во ред. Здравствените организации и стручњаците препорачуваат секој од нас барем еднаш годишно да ги провери своите бубрези и доколку се откријат аномалии, тогаш да ги следи упатствата на докторите кои што ќе препорачаат на кој период треба да се прават тие контроли и испитување, се со она цел што реков, да се спречи или да тој период се продолжи. Кои се најчестите причини за појава на има повеќе причини, меѓутоа ние во нашата кампања секогаш ги спомнуваме оние 8 златни правила. Затоа што најчеста причина, ако ги исклучиме генетските предиспозиции кај луѓето, најчеста причина е начинот на живот. Значи, што треба да правиме? Треба да водиме еден здрав живот. Диабетесот и хипертензијата се водечки во тој пред. Значи, треба да го контролираме. Шеќерот во крвта, треба притисокот да го контролираме, треба здраво да се храниме, не треба да спортуваме, треба да земаме доволни количини на течност за да го хидрираме нашиот организам. Најчесто грешиме, вика не сум жеден. Оне момент кога ќе бидете жеден веќе е доцна. Треба и тоа течноста треба да се зима умерено во текот на целиот ден. Не треба да взимаме лекови на своја рака. Ние сме научени малку, ќе осетиме нешто не е во ред со нас или некоја одглавоболка и одма посегнуваме по лекови, понекогаш тоа треба малку да се контролира за да не, затоа што се што ќе внесеме како лекови оди преку бубрезите, тие филтрираат и колку ќе ги заштитиме, толку ќе не служат. А кои се тие некои симптоми кои најчесто луѓето ги избегнуваат, меѓутоа еве може да сигнализираат дека има проблеми со бубрезите, меѓутоа еве од немарност или од недоволна информираност може да го прескокнат тој момент? Видите, јас веќе реков, покачен креатинин и уреа во ова значи дека со бубрезите нешто не е во ред на ова. Понекогаш луѓето треба да бидат среќни кога имат болки во бубрезите, обично тоа се камчиња или ова, тогаш самата болка ќе не натера да појдеме кај доктор и да видиме во што е. Меѓутоа, лош е онај момент кога немаме никакви болки, а редовно не ги контролираме бубрезите. Сдруженијето Нефрон е една од поважните работи кои што ги има постигнато во овие повеќе од 2 децени е секако подигнување на јавната свест токму за овие работи кои што пред малку ги наброивте, односно тоа проверување и свесност за какви последици може да донесе доколку навреме не се детектира проблемот. Меѓутоа, што е сменето еве од вашето искуство годиниве наназад? Дали можеби и имате подобра и пофункционална соработка со институциите? Јас понекогаш кога ќе се навратам се што направивме за овие 23 години, сам не верувам. Значи, Сдруженијето постои 23 години. Так. Јас во него сум веќе 20 и тоа почнувајќи од член на извршен одбор, председател на извршен одбор, во втор мандат сум и председател на Сдруженијето. Нашето Сдружение брои 23 подружници. Значи, ние сме на целата територија на Македонија, во секој диализен центар практично имаме своја подружница, имаме големо членство, тоа се пациентите на диализа, тоа се пациентите со некаква бубрежна слабост. Трансплантираните пациенти, многу подржувачи, симпатизери, донори
сето тоа е наше членство и секогаш ние се бориме со нешто и за нешто. Порано диализата беше горлив проблем во Македонија, имено во Македонија немаше доволно диализни места и пациенти од градовите патуваа сите во Заводот за нефрологија во Струга, затоа што тој ги избринуваше и замислите се растураа фамилии каде што еден од родителите мора да оди на диализа 3 пати неделно по 4-5 часа, мора да се исели од овде, се носеа деца во други школи, значи стварно е катастрофа. Сега тој проблем е надминат и секој пациент на кој што му е потребен диализен третман прави во местото на живење. Така да немаме веќе, не само од Скопје имавме 58 пациенти кои мораше да патуваат во Струга за да преживеат. Едноставно без тоа не можеше понатаму. Тој проблем е решен со воведувањето на концесионерите. Сега Македонија има така една солидна европска диализа. Јас често патувам надвор во земјата и правам диализи во земјите окружување, па и подалеку. И можеме да бидеме задоволни дека Македонија има солидна диализа. Меѓутоа, не е тоа доволно. Значи, самиот диализен третман, ево, ние се залагаме сега да се воведе и хемодиафилтрација како понов метод на диализа во одредени центри, тоа се прави, меѓутоа во многу мал процент. Тоа е сега ограничено на 10%, нашата борба е да процентот не се ограничува, него на секој пациент на кој што му е потребна таа метода на хемодиафилтрација, кој што дава подобри резултати за преживување и здравствената состојба, да биде достапна. Во земјите во окружување тој процент се движи над 50, имаме земји каде што е над 70%, кај нас се ограничува на 10%, што не е добро. Пак ќе речам, диализата на некој начин е добра. Меѓутоа, недостасуваат на пациентите современи генерации на лекови, не само на пациентите на диализа, него и на преддиализните пациенти, на трансплантираните, затоа што бубрежната болест захтева континуирано лечење, зимање долгорочно во текот на целиот живот лекови, да се воведат нови генерации на лекови кои што имат подобри ефекти и тие да бидат полесно достапни на пациентите, затоа што ставањето на тие лекови на позитивната листа ќе значи пациентот да може наедноставно да ги зема. Сега тие лекови се делат преку дневна болница, пациент, замислете, треба да дојде од Девар или од Јевгелија, па да изгуби цел ден, нашите пациенти се во лоша здравствена состојба, па некој треба да го прати, па треба да обезбеди и да дојде да го земе лекот, да потроши повеќе него што самиот лек чини. Затоа дел од тие пациенти прибегнуваат купување на приватно отколку земење на лекот. Мислам дека тоа час поскоро треба да се реши и да пациентите овој проблем го тргнат. Последните бројки велат дека околу 10% од нашето население во Македонија страда од бубрежни болести. 160 пациенти се веќе на активната листа кои чека донор, односно трансплантација на бубрези. Меѓутоа, здравствените институции информираат дека се работи на подобрување и нормално олеснување на подобрување, односно на трансплантација на бубреки, дека се подготвува нов закон, односно дека со овие измени се проширува семејниот круг на донори. Не мора само она прва генерација или прво колено, може да се прошири и понатаму. Така е, ние активно учествуваме во носењето на овој закон кој предвидува преќутна согласност. Имено, сите ние сме донори на органи, доколку во текот на нашиот живот изричито не кажеме не сакам да бидам и при евентуална мозочна смрт тие органи можат да се земат. Меѓутоа последен збор секогаш го има фамилијата. Може би одредени измени ќе подобрат
условите околу трансплантација, кампањата околу тоа се води, меѓутоа законот не трансплантира. Имено треба трансплантацијата да се стави во еден систем каде што таа ќе функционира надвор од желбите, можностите или ентузијазмот на поединци. Ние во Македонија трансплантацијата е почната многу одамна. Уште од 1977 година. До прошлата година прославивме 500-та трансплантација. Значи сега имаме нешто измеѓу 500-510 трансплантации. Тоа се 500 и нешто животи. Значи голема работа е направено. Меѓутоа, ако се споредиме со земјите во окружување, ние секогаш сакаме да кажеме Шпанија или Хрватска, кои се лидери не во Европа, него во светот, ќе видиме кај сме. Она што го ние правиме од 77-ма, Хрватите го прават за година и пол. Значи, во последно време паѓа бројот на трансплантациите. Ево јас ќе ви кажам, прошлата година имавме 5 од ливинг донор, од познат, значи од бубрек добиен од фамилијата, од блиските, и имавме 3 кадавери, значи 3 мозочни смрт, каде што имавме 6 бубрека. Тоа е премалку. Премалку затоа што голем број на пациенти кои што се на диализа со децении чекаат на трансплантација. Се оперира со некој број од 160 пациенти кои чекаа. Вчера директорот на клиниката за нефрологија кажа податок дека е прочистен списокот и дека тој број е испод 100, што не е добро, затоа што пациентите во отсуство на кадаверична трансплантација, оние што немат бубрек од фамилијата, не ги прават ни потребните типизација и испитување, затоа што гледат дека многу тешко ќе бидат трансплантирани. Од друга страна, тоа ствара додатен проблем, затоа што ако вие на листата имате мал број, а 100 и околу 100 е премал број, за да при евентуално кога ќе се појави кадавер, да ние имаме веќе типизирани пациенти кои што ќе го примат тој орган. Јас се сеќавам на еден професор на едно предавање од Хрватска, кој беше овде, водещи трансплантолог кој што Хрватска издигна на светско ниво, кажа, па право бинго ќе биде, вика, вие ако имате 50-60 пациенти типизирани, кога ќе добиете орган за да трансплантирате. Значи, нашата желба како здружение е да поголем дел број бидат типизирани, што поголем број во превентивната рано откриени и лечени, оние што не можат да бидат трансплантирани затоа што има одреден број на пациенти кои едноставно ради здравствената состојба не можат да бидат трансплантирани, бидат на диализа, имаме соодветна квалитетна диализа и да имаме голем број на трансплантации, така да бројот на пациенти кои што оди на диализа да се континуирано смалува, затоа што диализата е скап третман, тежок третман и нашиот фонд за здравство го чини многу пари. Господине Душка, ви благодарам за издвоеното време денеска и ви посакувам успешна работа како и досега. Благодарам, вие сте нашиот глас до народот.